По 70 дена од катастрофалната трагедија, од денеска обвинители почнуваат со поединечно сослушување на семејствата на жртвите од пожарот во Кочанската дискотека. Преку исказите ќе можат да ги остварат своите права како оштетени, да се приклучат на кривичниот прогон и директно да се информираат за текот на истрагата, информираат од јавното обвинителство. Сослушувањата на законските застапници на сите жртви во пожарот во Кочанската дискотека Пулс започнаат денеска и се одвиваат со предвидената динамика во обвинителствата во Кочани, Штип и Скопје согласно распоредот кој беше утврден директно со семејствата на жртвите во соработка со организацијата Сапорт Кочани. Од обвинителството додаваат и дека се уште е активен повикот до сите останати кои што имаат лични сведоштва за несреќата, информации и докази за работата на клубот Пулс, да ги споделат со истрагата, а распоредот за сослушувањата се одредува во соработка со Сапорт Кочани. Во соработка со јавното обвинителство, изминатите денови ги контактиравме законските застапници на починатите во пожарот со цел да споделиме информација за временскиот распоред на вршење на сослушувањата. Воедно ги информиравме семејствата за причината зошто се повикани во јавното обвинителство, да си ги остварат своите права како оштетени, да се информираат за текот и фазата во која се наоѓа постапката и да споделат евентуални своји сознанија на настан. Додека пак за начинот на кој што се води истрагата, но и за барањата на родителите на починатите за неселективна правда, се дебатираше и во 24 анализа. Општиот впечаток е дека е ужасно обемна, не се обрнува доволно внимание на секој поединечно како што заслужува секој поединечно осомничен, утре секој поединечно обвинет ќе биде тој, се прекршуваат правата, се оди на еден конфекцијски пристап, како што тоа го знаеме и во други постапки, и сето тоа ќе биде еден огромен товар за едната судска постапка. Се прави некој чуден анимозитет, бидејќи не се јасни аргументите позади течењето на овој период и зошто се отворени некои истраги против определени осомничени. Се градат проблеми едно над друго, кој што ќе биде навистина проблем, и мислам дека обвинителството не сме да си дозволи само да го прифрли проблемот на судот и судот утре да биде тој кој што ќе треба да се справува со нешто што можело да се спречи порано. Во трагедијата што се случи кобниот 16 март загинаа 62 лица, а околу 200 беа повредени. Во досегашниот тек на истрагата се осомничени 45 физички и 3 правни лица, а дел од истрагата поврзана со полициските службеници кои се осомничени ја води основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.